Од Зелен хуман град иницијативата на Сдружени граѓански организации информираат дека го поддржуваат протестот попладнево на раскрсницата пред Универзална во име на Фросина Кулакова и бараат одговорност и правда во нејзино име, бидејќи таа веќе не е тука меѓу нас да го направи тоа, а утре може да бидеш тоа ти. Правдата ја бараме и од општините, и од градот, и од државата за отсуството на политичка волја да ни обезбедат безбедни улици. Во локалниот еколошки акцијски план за Скопје 2020-2026 во заглавието 5.3 развој на одржлив локален јавен сообраќај во инженерски мерки за смирување на сообраќајот е наведено и стеснувањето улици, велат од Зелен хуман град. Стеснувањето улици, освен што ќе демотивира користење возила, ќе придонесе и за намалување на брзината со која возилата се движат низ урбаните средини, што ќе значи намалување на жртвите кои во Скопје се секојдневие. И тоа мора да се изведе на сите улици во градот, појаснуваат од Зелен хуман град. Вчера и денеска по полноќ се случиле апсења за дрога на 3 локации во Скопје. Имено, денеска 30 минути после полноќ во Скопје на подрачјето на Чаир, полициски службеници од единицата за интервентна полиција при СВР Скопје го лишиле од слобода 28 годишниот ЕА од Скопје, затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. На 30 јануари во 10 часот и 40 минути на подрачјето на Карпош, полициски службеници од единицата за интервентна полиција при СВР Скопје го лишиле од слобода СТ 30 години од село Шиша во Скопско, затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. По целосно документирање на овој случај ќе следува соодветен поднесок. Вчера во 19 часот во Скопје на подрачјето на Газибаба, полициски службеници од единицата за интервентна полиција при СВР Скопје го лишиле од слобода и лицето СБ 23 години од Скопје, затоа што кај него биле пронајдени и одземени пиштол со рамка за раки, муниција и марихуана. По целосно документирање и на овој случај ќе следува соодветен поднесок, велат од полицијата. Општина Илинден отпочна со изработка на стратешкиот документ Локален еколошки акцијски план на Општина Илинден за периодот од 2025-2030 година. За таа цел се одржа јавна презентација во Домот на култура Илинден. Изработката на овој документ е согласно законските обврски кои произлегуваат од Законот за животна средина и согласно кои општината е потребно да ги имплементира проектните активности во насока на подобрување на животната средина. Овој документ е значаен за заштита и унапредување на животната средина и природата, преку дефинирање и спроведување на систем на мерки и акции за краткорочно, среднорочно и долгорочно планирање, утврдени со временска и финансиска рамка. Како што истакна градоначалникот на општина Илинден, Александар Ѓорѓиевски, со донесувањето на овој документ ќе се добие стратешки документ со чие имплементирање се спроведуваат политики и активности за заштита на животната средина, област во која локалната самоуправа според градоначалникот посветува особено внимание. Граѓаните денеска излегоа на протест на улицата Партизански одреди, каде што 20 годишниот Васил Јованов завчера ја усмрти 22 годишната Фросина Кулакова. Се оставаат цвеќиња на местото на немилиот настан, се палат свеќи крај фотографијата на Фросина, а демонстрантите носат транспаренти на кои пишува: "Врските не враќаат човечки животи и сите одиме кај судија, таму има само една правда." Уште колку? Не е несреќа, туку убиство. Граѓаните бараат построги казни и промени. Според информациите од обвинителството, Јованов возилото го управувал пијан, без возачка дозвола и поминал на црвено светло. Граѓаните се дополнително вознемирени и револтирани по информацијата дека возачот им бил познат на органите, бидејќи лани бил фатен со дрога и завршил во притвор, а потоа со одлука на судот во поправен дом. Тој предизвикал уште една сообраќајка без возачка на 4 ноември 2022 година, во која едно лице добило полесни повреди. Со изјавена согласност на оштетената, јавен обвинител донел решение со кое не се презема кривично гонење. Тој платил глоба од 18.000 денари. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најави построги контроли и казни, но вели најважно е правосудните органи соодветно да ги санкционираат виновниците. Министерот за правда Игор Филков пак претходно рече дека е потребна промена на целиот систем.
Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски информира дека службите на општина Центар утрово го исчистиле сметот од улиците Франклин Рузвелт, Павел Шатев и зад соборниот храм, кои се под надлежност на град Скопје. Ова утро го исчистивме сметот од улиците Франклин Рузвелт, Павел Шатев, кои се под надлежност на градот Скопје. Со камион на општината се собра целото ѓубре кое што беше оставено да стои. Апелирам до град Скопје и градоначалничката Данила Арсовска Викендов да го соберат сметот од улиците на Центар, каде што имаат надлежност да не се повтори гледката како од минатиот викенд. Мораме да ја одржуваме хигиената во општината на највисоко ниво. Здравјето на граѓаните и заштитата на животната средина се најважни. Центар не чека, Центар чисти, истакна првиот човек на општина Центар. Општината изминатава недела почна голема акција за чистење на сметот низ улиците во Центар, откако град Скопје според градоначалникот потврди. Граѓаните можат да пријават смети и да пони на следните телефонски броеви 076 350 767 и 02 3203 693. Tamo je Skopje, grad moj ljubav bliže, što mi rasute sni. Večno